Hojlijerče Boga moli, hojlije, da zarosi sitna rosa, hojlije, da navade ravno pole, hojlije, da se rodi berike to hojlije, zelen klas požitjata, hojlije, crven groz polozjata, hojlije, da navade ravno pole, hojlije, da se rodi berike. Многу наши села останаа празни. Со децении, поради неизградената инфраструктура и патишта, се напуштаа руралните средини, оставајќи го разновидното богатство. Неискористените потенцијали за развој и производство на храна во незагадената природа ги очекува луѓето со нови идеи да ги пронедат вистинските вредности. Враќањето во родниот крај под други услови, што најчесто зависат од активностите на локалната власт и од државната стратегија, го посакуваат многу граѓани. Но сепак, најважна е сопствената иницијатива. Ретко кој од нив прави нешто конкретно. Нивниот број е мал, но има и оделни случаи. Сдруженијето Открива Паланка обедини повеќе идеи, од кои произлегоа и конкретни резултати. Идејата произлегла од странските искуства. Мотивот е први доаѓа од она што го имаме видено низ светот, нели, како се движат тековите на рурален развој, и од сето тоа искуство што го собравме и генетиката ни од тука, од овој крај, од оваа село, и решивме, нели, со поддршка на членовите на Сдруженијето да започнеме некакви активности кои после 25-30 години, нели, ќе му дадат живот на овој крај, на дел од село Петралица. Ова е северна Петралица, значи, ова е последна куќа овдека од село Петралица, која се протега 25 км во должина и 11 км во ширина. Ова случајно испадна кога Глобалниот еколошки фонд објави еден оглас, нели, проекти финансира, и ние поднесовме 5 концепти. Сите 5 беше почеток, сите 5 концепти ни беа на некој начин одобрени, и ние одлучиме, пошто овцата и пчелата оди заедно, одлучиме за тие два, нели, да припремаме проекти, и по некоја случајност ни беа одобрени. Ова поднебје нуди повеќе посебности. Биолошката разновидност, отсутството на загадувачите, питомата и преубавата природа, но и зачувувањето на домашните сорти и раси се аргумент повеќе за да се привлече вниманието на светските организации. Глобалниот еколошки фонд, присутен од 2005 година, во својата работа вклучува повеќе активности. Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови, во Македонија е присутен од 2005 година. Из овие 3 години досега има реализирано финансиски помогнато 34 проекти од областите на заштита на биолошката разновидност, климатските промени, најголем дел, скоро 50% од проектите, меѓународни води, заштита од ерозија, деградација на земјиште и неразградливи органски загадувачи или ПОПС. Проектите сите кои што ги имаме кофинансирано, затоа што не е грант 100%, 50% е кофинансирање од другата страна, имаат за цел, значи, да ја заштитат животната средина, како таква да ја одржат, што значи по завршувањето на проектот е да бидат самоодржливи, да можат да се реплицират и на други места во Македонија. Не по целост не можат да се скопират, но можат да се реплицират или да се зголемат на поголема површина. Со тоа се добива и заштита на животна средина, а се добива и екзистенција на локалното население, затоа што проектите исклучиво се доделуваат на невладини организации, сдруженија на граѓани. Темелната концепција, што опфаќа повеќе сегменти, понудена од Сдруженијето на производителите од Ранковце, беше прифатена од ГЕФ. Имаме проект во близина тука, заштита на стари сорти и обновување на стари сорти на житарици, рж, овес, јачмен, пченица. Навистина беше тешко за невладината организација да ги најди, да ги собери, затоа што веќе се навлезени сорти кои што даваат поголем приход, а автохтоните се губат. Добро и од потенцијал од генетски аспект, за чување на генетскиот потенцијал на житариците. Во Делчевско имаме проект за финансирано, проект за заштита на автохтоните видови на круша, јаболка и сина слива. На времето постоеле и растеле, но заради нивниот приход од економски аспект се избегнувале. Во случајов сите овие производи кои што ќе се добијат житни или плодови од овошките ќе бидат органски произведени
и ќе можат да го добијат се сертификатот за органски производи, како такви да најдат место на пазарот, што значи ќе бидат и самоодржливи. Се постигнува два ефекти. Се зачувува видот и се добива и економска и социјална корист, значи некој ќе има со нив да работи. Програмата за мали грантови вклучува и кофинансирање на проектот од страна на носителот и од локалната власт. Половината од вкупниот буџет од $48,000 е обезбеден од ГЕФ, но за остатокот мора да има учество. Значи целиот проект негде околу $47,000, 50% доаѓа од глобалниот еколошки фонд програма за мали грантови со седиште во Њујорк, 25% финансираме значи ние, членовите на Сдруженијето, индивидуално, општината ни помогна во патиштата, Сдруженијето финансираше и најтешкиот дел во овој дел што морам да спомнам е она волонтерското работење. Тука волонтерското работење е преизразено. Ние членови од Сдруженијето, посебно можда 2-3, значи работиме нон-стоп во транспорт на камења, глина, ова, комплетно се, тоа е најтешкиот дел. Луѓето денеска не сакат да работат без пари, сите бараат, нели, наплата, а во проектот се бара 25% да одработиме, значи друг нема освен ние. Мариовската пчела е наш автоктон вид, што треба да се зачува и за во иднина, а производството на мед во овие услови го наметнува единствениот специфичен начин што е најбаран во светот. Органско производство на мед и други пчелни производи. Критериумите што треба да се задоволат се јасни и прецизни. Почнавме полека, со поддршка на општината се изгради инфраструктурата, патот во која и ние финансираме членовите на Сдруженијето, се изгради локацијата за пчеларников кој позади нас е спремен, локација за околу 400 пчелни семејства за сместување. Моментално има